Благодарам, подпредседателка. Колега Митревски, на вас денес очигледно и 100 пати да ви повториме овде во оваа сала, 100 пати ке се фатите за истото. И очигледно ова ви е повторно новата тема и новата на стратегија на СДСМ, да отварате тема, да расфрлате пердови, да ширите паника и страх и после ништо. Така беше и со мигрантиве, така беше и со резолуцииве за црвени линии, кај што никаде не ги видовме, ке сме банкротирале, па еве видовме дека ништо нема од тоа. Едно по едно, аргумент по аргумент ве растуривме само со аргументи. По однос на сите оние тврдења кои што денеска Социјалдемократскиот сојуз ги истакнува, повторувам уште еднаш, ниту еден наставник нема да биде отпуштен. Јас имам прашање до вас, во контрареплика се надевам дека ќе ми одговорите. Дали вие, како Социјалдемократски сојуз, еднаш ќе одговарате во ова ваше опозиционо делување, што ги лажете граѓаните, што ширите паника и страв без основ? Еднаш ќе одговорите и превземате одговорност пред овие граѓани. Уште едно прашање, се надам ќе ми одговорите во контрареплика. Само една позитивна реформа дадете ми, што сте ја направиле во 7 години за образованието. Немавте учебници за учениците. Учебници немавте за да имаме писмени ученици. Катастрофа. Повторувам, нула отпуштања ќе има со оваа влада, ќе имаме поквалитетна настава, не она на Мила Царовска, дефинитивно не она на Мила Царовска. Секое дете ќе има учебник и има учебник. Наставниците ќе добијат до крајот на овој мандат само 46% изголемување на платите. Со СДСМ тоа никогаш не се случило, ниту ќе се случи. Трошки само им дававте на наставниците, а денеска само за нив зборите и само како да сте наводно загрижени. За подобрите услови во образованието само во овие 2 години ќе ви кажам дека имаме преку повикот за општините кои што ги доделува како средства владата, 55 проекти за сите општини низ Македонија. Тоа ви се близу 35 милиони евра за само 2 години со овој повик, плюс средствата кои што ги добиваат со Министерството за образование и наука. Со вас никогаш тоа се случило, ниту ќе се случи. Еднаш ка превземете одговорност. И многу кратко ќе искоментирам само во вашиот говор, го спомнувате името на Гоце Делчев. Дали вие ќе превземете одговорност за тоа што не ставате во ситуација со оној протокол срамен кој што го прифативте, да се доведеме до ситуација да се прашуваме дали Гоце Делчев бил македонец или не? Срамота. Контрареплика, пратеникот Јован Митревски.